Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во денешното ново издание на емисијата Отворено на тема на Ирис телевизија. Вторнично, но и 8 мартовско издание. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на жената. Честит ден на сите жени во светот. Но затоа ние поканивме една посебна дама во нашето студио. Како прво, се уште е стројна, годините не и можат ништо. Вредна од повредна секоја наредна година. Голем хуманист, крводарител со над 80 пати дарувано крв, председател на заедницата на Хрвати, добитник на многу награди и признанија. И велам добар ден и добре дојде на нашата гостинка, господја Долорес Кашуба Петров. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата и честа е голема да бидам гост денеска на ваков ден во вашата емисија. Благодарам што меѓу толку жени во Штип ме избравте токму мене и верувам дека овој разговор ќе ни протече онака како што треба, културно и убаво. Така, ќе говориме за жените, впрочем, дали нешто се промени во изминативе години, дали жената и понатаму е столб на заедницата, столб на семејството, или пак поголем дел од жените се уште своето место го наоѓаат во своите семејства, во домовите, да не речеме во извршувањето на домашните задачи и воспитувањето на децата. Меѓутоа, ајде да одиме по еден редослед. Јас би рекла или кажавме дека денеска е светскиот ден на жената, велат Божја работа е, но дали сте среќна што вие во овој живот сте жена? Па јас мислам и кога би се родила како машко, пак и се чувствувам женско. Затоа што Господ така сакал жената да ја предодреди како едно возвишение кое што може да го продолжува животниот век. Значи, ако не постои жената, значи нема да постојат ни поколенињата кои што го прават светот, нормално во корелација со мажот. Јас сум горда што сум жена, но вистина сум жена, борец, лав. Не знам кој име да си го дадам. Вие многу ме изнафаливте, меѓутоа сакам да кажам дека жената е навистина нешто. Господ така сакал да створи, кога стварајќи го светот, сакал да створи едно битие кое што може да го направи и тоа невозможното. Не велам дека мажите не можат, меѓутоа мажите не можат да го направат тоа што може жената да го направи, ниту може да бидат блиску во она што жената како жена треба да се постави не само мислам во незиниот живот, на работа, во незиното стварање на семејството, во незиниот однос кон општеството, воопшто во сите корелации жената треба да биде она возвишеното на кое што треба да му се, не да му се поклонува, таа треба да се поклонува на самата себе и да биде исполнета и задоволна со тоа што некој друг сакал и е предодредил за извршување на нејзините обврски. Така, вела дека делата говорат за големината на човекот, зад себе имате остварено многу замислени проекти. Ако тргнеме од тоа дека имате организирано крводарителски акции, аукции на слики за хуманитарни цели, до необични креации токму за прославата на христијанските празници, па се до реализација на идејата за изградба на католичка црква во Штип. Меѓутоа да почнеме од крводарителството. Крводарител сте со над 80 пати дарувано крв досега, меѓутоа некаде почетоците се уште многу поодамна при постоењето на колективот Астебо. Од тока или дури тогаш ја ширевте идејата за хуманост, за спасување на животите преку драгоцената течност, а и тогаш ја иницииравте идејата за збратимување на градовите Штип и Сплит. Ајде да се потсетиме на едно убаво време, на едно дамнешно време, меѓутоа токму поврзано со една ваша значајна карактеристика, желбата да се спасува човечки живот. Вака, јас со 18 своји години за прв пат дадов крв за родителка на наша вработена и тоа беше една иницијатива да јас како човек пробам да ако успеам да направам да ги соберам луѓето на едно место со тоа што ќе постои една евиденција, ќе постои еден ред на крводарување и во секој момент на секого можеме да му помагаме. Јас бев иницијаторот за формирање на клубот на доброволни дарители на крв во модната конфекција, тогашната модна конфекција Астибо,
под мотото човек, хуманост, крводарителство и далечната 1981 година го оформивме нашиот клуб за доброволно крводарување, кој што беше пред нас беше тогаш, да кажам, памучната индустрија македонка. Ние бевме втори со тоа што имавме голем број на крводарители, имавме големи месечни и годишни акции, ги остварувавме сите планови на полето на градот, мислам за мислата која што имаше и обврската тогашниот Црвен крст и Завод за трансфузија. Меѓутоа, покрај сите тие доброволни акции кои што редовно се одржуваа секој месец, ние правевме и некои вонредни крводарителски акции кои што кај мене и денеска будат некој порив на возвишеност, затоа што јас успеав да крводарителите од Стиво ги однесам и надвор од Република Македонија и навистина бев иницијатор за збртимување на тогашниот комбинат Југопластика на Сплит и модната конфекција Стиво. Ние 54 крводарители од Штип, со тоа што имавме четворица представници од тогашниот ЗИК Црвена звезда, бевме во Сплит. Бевме пречекани на еден начин кој што ја не можам да ви го опишам тоа треба да се доживее. И со нас тогаш имаше една филмска екипа, за жал денеска Павле Ѓоргиев, новинарот, тогашниот новинар, не е веќе меѓу нас, меѓутоа направи една прекрасна репортажа, а многу сум му благодарна. Ова е можеби единствената прилика да се заблагодарам на господинот Коце Митрев, кој што сето тоа го срочи во еден филм од нашата посета на Сплит, затоа што водевме со нас екипа, бидејќи ако нешто не се забележи, тоа се заборава. Бевме 5 дена нивни гости, не само крводарувањето, самиот однос, самиот чин да се нешто направи, да се дарува крв, да се спојат двете нации, двата народа, тогаш во тоа време бевме Југославија, па никој не гледаше кој од каде иде, само сите, мислам, постоеше еден соживот кој што секој знаеше да го цени. Јас не само во Сплит, ги одведов крводарителите и во куќата каде што беше лечен, тоест во клиничкиот центар Лјубљана, каде што беше лечен нашиот тогашен председател Тито и дарувавме крв како благодарност за негативно иманието кое што беше посветено во врска неговото лечење во клиничкиот центар. Тогаш словенците кои што беа, мислам, народ кој што беше вработен во клиничка болница, во Црвениот крст, се чудеа, веле, додека беше тој жив сите даваа се. А денеска вие дојдовте со крв да се заблагодарите за негативно манието кој што му беше посветено на председателот Тито. Тоа е еден голем чин, од таму имаме една прекрасна, да речам, позлатена медалја. Тогаш имав на тоа време само 25 пати не поиќе дадено крв. Меѓутоа на еден начин се заблагодарив, бидејќи во тоа време живеевме така и во тоа време ги почитувавме тие кои што беа на власт и можам да кажам само респект. Потоа крводарителите ги однесов во текстилниот комбинат Летекс во Лесковац, исто еден автобус. И да ви кажам, имам сведоци, тука е господинот Манев, кој што беше со нас, пак ќе кажам, имавме новинарска екипа. И тоа беше пред да избувне војната, пред распадот на Југославија. И генералниот директор тогаш рече, замислете, вика, додека ние копаме ровови и се спремаме за војна, вие дојдовте од Македонија и ни донесовте крв, вика, вашата крв во нашите вени. Во тој смисол, ние не бевме ни свесни што сакаше, која беше пораката, меѓутоа бевме примени на највозвишен начин. Исто така, безбројни крводарителски акции во Мајчин дом Скопје, во градска болница Скопје, во државна клиника во Скопје, во Свети Еразмо во Охрид. Значи, горда сум што кај мене поривот за да се помогне на некого без разлика во кој смисол, не само доброволното крводарување, тука можам да набројам икс акции за собирање на доброволни прилози, на средства и на помош и на све за да се помогне на луѓето. Мислам дека го подигаат адреналинот, ја стопираат моите години ги стопираат со тоа што јас сум горда кога на некого ќе му помогнам. Многу е лесно на човек да му одмогнеш, многу е лесно на човек да му направиш лошо, меѓутоа
најголема среќа е кога на човек ќе му помогнеш. Било со што, некогаш убавиот збор може да помогне, а јас сум горда за тоа. Покрај сето ова што ви го кажав, ќе ви кажам дека во далечната 91 година, град Штип, тоа признание ми многу значи. Тогашното радио Штип направи една прекрасна емисија, за мене барем прекрасна, и имаше една анкета измеѓу госпоѓа Лидија Коцева, денеска починатата докторка Черкезова и јас. Се бираше најхуманата жена на Штип. И да ви кажам, јас не сакав да ви донесам, требаше една торба да носам колку имам дома признание. Од цел град, например, меѓу такви имиња, да кажем, Лидија Коцева работи во ИСАР, докторката, неизините резултати сите ги знаеме, јас еден обичен работник, смртник, победив како најхуманата жена во Штип и тоа е за мене еден огромен гест. Направив многу крводарителски акции и во соработка со доктор Жан Митрев, во соработка со Тинекс, во соработка со вашиот комбинат Баргала. И да ви кажам дека сум престрекна и тука нешто ми ја гали душата затоа што добив и исто така големо признание, најголемото признание на град Штип, а тоа е признанието Свети Никола, кое што го добив од тогашниот градоначалник, со подписот на тогашниот градоначалник господин доктор Зоран Алексов, на кого што и ден денеска му благодарам и покрај сите уметнички слики, виси тоа признание како спомен за тоа што некој знаел и е ценел, го ценел тоа што значи да спасуваш човечки живот. Ја можам со со цела одговорност да кажам дека можеби преку 2000 луѓе што во Штип, што во Македонија имаат се денеска живи се уште затоа што сум помагала и ден денеска помагам во секоја ситуација кога на некого му треба крв. Јас имам еден список од сите тие акции и кога доаѓа во проблем, кога треба некој да се оперира, кога требаат негативните крвни групи, тогаш звонат телефоните и јас сето тоа го правам. Еве сега исто имам во план да направам една акција, меѓутоа меѓувремено се јавија некои други работи кои што морам да ги срочам, така да најавувам дека во скоро време имам добар спонзор кој што ќе ни помогне да направиме една убава акција, затоа што крводарителот, можам да кажам дека не е многу ценет од оние кои што се во ситуација да ја примаат крвта. Не ми е битно, се завршува операцијата, гледа да се живи, здрави, да се излизат, да се повторно во кругот на своите семејства, а некој ја дарува својата крв точно дека е доброволно, точно дека тоа е анонимно, точно дека ние не бараме ништо за возврат. Меѓутоа, јас до денеска не сум слушнала дека некој после операција се е сетил да каже, кажете ми го барем името на кесето кое што пришуваше. А тоа име, додека науката, да веруваме дека како што се оди напред, дека еден ден ќе се сети некој и ќе направи еден таков сурогат, затоа што крводарителите се единствените луѓе кои што можат да спасат човек, а за возврат не бараат ништо. Ние имаме своји бенефити од државата, која што државата согласно законот не ги има одобрено, што не е ни морала, меѓутоа тука постојат и некои работи кои што треба да се издефинираат во законот, меѓутоа тоа е многу голема тема и многу широка тема за разговарање и тоа ќе треба, ми треба уствари, ако веќе такво нешто треба да покренеме, ни треба да бидеме еден поголем број на крводарители и да го тоа направиме како треба. А јас од крводарителството имам само признанија, тие ми се најбитни, немам никаква материјална корист, јас сум горда затоа што се оживувам со секој новородено дете, со мајката кога е на операција, таткото, дедото или било што, или на еден дедо пред неколку време кога 93 години човекот имал, а му требаше крв, со скршен кук бараат крв, сум помогнала, не се битни годините, јас сум после тоа срекна, мислам дека со денови не спием затоа што знам, исполнето сум помогнав на некого, му дадов нешто и знам дека на некого, колку толку, мада не сум дала јас или ја дал некој со негативна крвна група, меѓутоа некого сум успеала да му го продолжам живот. Ето е таа сатисфакција. Така интересни ситуации, меѓутоа ме чуди, сепак мислам дека во такви ситуации кога се дава крв од крводарителите, барем на кесата го пишува името и презимето на крводарителот. Да. Барем чисто можеби од љубопитност оној кој што барем додека тече инфузијата или давањето на крв, подсвесно да се јас сум била во таква ситуација,
Јулијана Николова, не знам, сепак ви благодарам во оваа прилика, можеби се нашла или ми помогнала тогаш кога требало. Во токму на овој ден да се сетим ме натера да се сетам на тоа, можеби пред повеќе од многу години. Меѓутоа, крводарителството ви исполнува. Верувам дека и понатаму ќе продолжите да дарувате крв и дека ќе и понатаму спасувате човечки животи, затоа што едноставно тоа е ваша неминовна потреба. Барам јас тоа така го сватив од вашите зборови. Покрај активностите на ова поле, сте активна или да речеме отпочнавте со една поинаква работа. Пред повеќе од 10 години ја формиравте заедницата на Хрватите. 10 и повеќе успешни години на оваа заедница, многу реализирани проекти, многу планови кои што треба да се реализираат во иднина, членство активно. Каква е состојбата со заедницата, колку таа ви дава можност да се експонирате не само да речеме во рамките на градот, туку и надвор од нашиот град, надвор од државата во поглед на она што вие го имате како идеја да можете да го реализирате? Вака. За да застанам на крводарителството, ќе ви кажам дека имам дарено само 87 пати крв, мада можеше таа бројка да биде многу поголема, но со годините мора да се стагнира, затоа што еве и организмот на еден начин се навикнува да дарува, да речем со годините како старијам, еден ден ќе дојдам во ситуација, да речем до 65 е границата, ќе дојдам во ситуација дека нема да можам да дарувам повеќе крв и не сакам веќе да имам некои други проблеми, и затоа крводарувањето го сведов на еднаш до 2 пати годишно, и мислам дека е доволно. И камо среќа сите во градот да дадеме по 20 пати, еве не мора да биде 80, јас мислам дека сите залихи ќе бидат исполнети. Сега вака, да ви кажам, заедницата на Хрвати, прво, ние имаме наша централа во Скопје, заедница на Хрвати во Република Македонија. Тоа е едно здружение кој брои над 2000 членови, членови Хрвати, кои што се родени Хрвати и Хрвати со етничко потекло. Ние во Штип имавме еден огранок, бидејќи заедницата на Хрвати во Скопје се дели како централа наша, се дели на ограноци, едниот е во Куманово, Битола, Струга, Охрид и Штип. Ние имавме македонци во почетокот, кои што, мислам, не дека јас се против македонците, нема везе, меѓутоа, за да ја водиш заедницата на Хрвати, треба да бидеш Хрват. Како што, например, е традиција или нормално некој, како да кажем, по статут на сите здруженија во градот, да не ги набројувам, ги имаме многу, значи на секој здружение председател може да биде тај што е. Мислам, од таа националност, без разлика, еве да кажам, во Бугари не било сето тоа. Сега, ние 2004 година презедовме заедницата на Хрвати, тоест огранокот на заедницата. Направивме бескрајно многу акции и многу активности, и посебно сум горда на тие активности затоа што сите тие активности се работат толку многу транспарентно и сето тоа одеше преку вашите медиуми, воопшто преку медиуми и преку Републиката. Во Републиката со тоа што јавноста, граѓанството беше запознато со нашите активности. Ние како Хрвати не се експонираме како некој посебен народ, некој посебен вид со сина крв. Ние сме христијани, ние сме обични луѓе како сите луѓе што се тука. Нас не дели еден календар кој што кога би јас можела да го сменам, би го сменила, меѓутоа тоа е работа на поголемите луѓе од мене. И како јас сум, например, горда затоа што ќе кажам дека еве ја идам од Дубровник, нели, родена во Дубровник и сето тоа, меѓутоа тоа ништо не е променило во мене за да ја не ја сакам Македонија. Мене ми е Македонија моја земја, затоа што јас кога дојдов во Штип имам само 4 години и кога ме доведо никој не ме праша каде одам. Ама тоа ми наложи да јас ја засакам оваа држава и јас го потребувам тоа дека сум Хрватка само во ситуација кога ме некој праша, ама ти од каде си? Инаку јас сум Штипјанка, јас имам македонско државјанство, ја почитувам ова земја, ова парче земја, ова сонце ни е на сите нас исто и мислам дека не треба да правиме некои разлики. Меѓутоа, како одеа годините и како се некои ситуации менува,
поради намален фонд на средства, ние бевме приморани да направиме едно здружение кое што ќе може да добива и средства со што ќе може да екзистира, а тоа е формирањето на заедницата на Хрвати Либертас во Штип, кое здружение можам да кажам со цела почит кон сите, меѓутоа најтранспарентно, најактивно, најсодржајно во своите проекти и иницијатор за формирање за градење на католичката црква. Католичката црква во Штип беше неопходна, затоа што пред 50 и повеќе години таму на истото тоа место постоеше католичка црква, од денационализации и разни транзиции кои што минува, дури и узурпации на земјиште и сето тоа, не навлегувам во тоа, меѓутоа имаше потреба да католиците од Штип одат да заминуваат на барем 2 пати во годината на тие важни мисии како што се Великден, Божик, кога се собираат и се молат луѓето. Ние бевме иницијатори, имавме, да ви кажам, страшни проблеми, меѓутоа ги надминавме сите, успеавме, тука застана државата, застана црквата, застана тогашниот градоначелник Алексов и ние успеавме да изградиме нашата црква. И јас имам денеска некои коментари од поединци, па зошто таму? Еве, ние се буниме, например, сега зошто крстот во Скопје или зошто не знам што, ние и кога е најдобро, зошто е добро, и ако е лошо, зошто е лошо, меѓутоа нам ни требаше една таква црква. Ние не се буниме за тие, како граѓани не се буниме што знаеме дека во градот има многу лоши места каде што се собираат. Не можам да кажам дека се тоа верници. Точно дека Господ е еден, ама пропагирањето нивно и ова пропагирање нешто сосема друго. Друго, зад нас стои Ватикан и не можеме да кажеме ако нашиот председател на државата или премиерот или сите наши министри одат и се поклонуваат таму, ако е таму писмото од Кирил и Методија, ако се таму сите наши признанија и наши подароци, што рече председателот Иванов, кога излегов од таму, го видов, не знам, фреска некоја која што имат однесено, со каква почит се чува, значи тоа мораме да го почитуваме, мада еве јас ја почитувам православната црква, кога можам одаме и тука без никаков проблем. Така да, тоа ни беше едно од најбитните, првите најголеми проекти кои што ги имавме, тоа беше да се изгради црквата. Другите проекти беа исто така, многу големи, за мене големи, најголемото јајце во Македонија први го направивме ние, па го направивме најголемото великденско дрво. А минатата година требаше да се случи нешто многу големо за Свети Никола, меѓутоа бидејќи средствата закаснија, тоа се пролонгира за ова година. Со голема чест и задоволство, еве имам прилика денеска на овој ден да кажам, значи Сабале добивме покана, ни не повикуваат Вараждинскиот народен театар, не поканува да дојдеме, да бидеме гости кај нив, затоа што ние во меѓувремено отпечативме наши 3 збирки на песни од наши членови, тоа се Либертас 1, 2 и 3, и сите 3 збирки срочени во црвен, бели, плави, сакајќи да го представиме нашето знаме, беа промовирани минатата година од господинот Стојан Матавуљ. Имаше тука една представа, прекрасна представа, Комушање мозга, значи во мултимедијалниот центар во економскиот факултет немаше игла каде да се фрли. Многу ми е мило што после тоа добивме прекрасни коментари дека луѓето 10 години се немат насмејано, еве се ние успеавме тоа да го направиме. И да ви кажам дека ние при крајот на месецот заминуваме на нивна покана, на нивни трошок, одиме во Вараждин. Тука ќе покажеме и нашата соработка со Народниот театар од Штип. Меѓутоа, во целиот овој склоп постои нешто друго. Минатата година ние имавме една прекрасна изложба. Хрватска во моето око, која што беше во Градската библиотека во Штип, Народната библиотека во Штип, да се исправам, и во галеријата Кора во Скопје. Изложбата беше продажна, средствата се собрани, средствата стоат во еден, како да кажем, една специјална каса која што не може никој да отвори. И сега, на заминување во Хрватска, првото што ќе се направи, ќе се оди во клиниката за детски болести, значи тоа е специјален оддел за онкологија, тоа е клиниката Клајчева.
Некои од гледачите сега ќе кажат, ама они тука се лечат, а одат во Хрватска. Да, одиме во Хрватска, ама таму одат и многу деца од Македонија. Тоа е една специализирана клиника која што и докторка Спасија Софијанова многу пати ја спомнува. Значи, најтешките случаи од Македонија одат таму на лекување. Значи, покрај средствата што ќе бидат доделени ќе бидат доделени за детската градинка каде што децата ги минуваат слободните термини, меѓутоа покрај сето тоа ќе има и македонска литература. Така мислам, во смисол детски сликовници, книги за да може децата и својот мајчин јазик таму да го љубат. И јас мислам дека чинот на самата замисла, на самиот проект и да речем неговата реализација е нешто што јас со гордост го представувам пред сограѓаните, а ќе ме исполни како едно најголемо остварување затоа што секој може денеска да види на социјалните мрежи што е Клаичева, секој може да слушне што се случува, а за жал денешното време, дали начинот, темпото на животот, експанзијата, за жал карциномот не убива скоро сите и никој не може да добие гаранција дека ќе биде заштитен и еве ние на еден начин и на нашите дечиња кои што се таму, во моментот има само 2, и на нашите дечиња и на сите дечиња кои што се таму, барем еден ден да го разубавиме животот. Исто така и представата која што ќе биде во Вараждин, ќе биде продажна, така да средствата од изложбата и од представата ќе бидат донирани во Клаичева. Така, ме интересира толку многу награди и признанија. Каков печат оставија токму во вашата работа? Дали ве поттикнаа понатаму да бидете поактивна токму на ова поле? Има ли и некоја посебна награда што вам посебно ви значи? Која така би ја издвоиле како посебна? Сите награди кои што сум ги заслужила во живот, кои што сум ги добила во животот, ја мислам дека сум ги заслужила. Без лажна скромност, без да се, како да кажем, некој ќе каже се фали, не се фалам, јас затоа не ви ги донесу, затоа ќе немаше место. Јас имам признание од заедницата на Хрвати, од Либертас имам страшно многу признание. Јас имам 82 година добиено и сребрена кошута на Белградскиот саем на модата со господинот Коле Патраклиски. Да се освои сребрена кошута на Белградски саем во Белград, а јас еден обичен работник, значи сум нешто сработила, тогаш беше иновацијата на макрамето како дополнски асортиман кој што можеше да биде уфрлен во програмата на модната конфекција Стибо, и тоа ми е првото најголемо признание кое што го добив. Од и такво признание да го добиете меѓу толкова силна конкуренција. Силна конкуренција меѓу Тетекс, меѓу сите тие најголеми фирми воопшто од Југославија, а Стибо добива сребрена кошута и признание на кое што пишува Долорес Кашова и Коле Патраклиски. Значи, сум постигнала нешто, еве, како обичен смртник, како обичен работник, но сум била вредна и да ви кажам дека тоа е можеби тој часовник кој што е застанал во времето, кој што се е закочил, да верувам дека ни годините нема да можат да ме сопрат за да продолжам понатаму по истиот пат по кој што сум ишла. Можеби еве Господ сакал е така да јас бидам тоа предодредена која што можам да помагам колку можам. Меѓутоа љубовта постои и мислам дека не постои сила, не постои ни болест која што може да ме спречи да продолжам да бидам ваква како што сум, и горда одам по улиците затоа што сум горда на себе, на своите постапки. Некој ќе каже да, така или вака, јас не размислувам кој што мисли, јас сум горда на себе и на своите постапки. Така, ќе направиме на кратка пауза во разговорот, да ги проследиме пораките на пријателите на Ирис телевизија и ќе продолжиме понатаму. Продолжуваме со вториот дел од емисијата Отворено на тема на Ирис телевизија. Моја гостинка е господја Долорес Кашуба Петров, председател на заедницата на Хрвати Либертас во Штип. Повод и причина една посебна жена, посебна дама, освоено многу награди, признанија, пред се голем хуманист, човек кој што има дарувано крв над 87 пати. Меѓутоа, говоревме и за сите оние активности кои што ги реализиравте не само на полето на крводарувањето, туку и како председател на заедницата на Хрвати во Штип.
Се навратиме малку во контекст на одбележувањето на денот на жената. Говоревме и за празниците. Впрочем, меѓутоа, вие со посебен акцент ставате токму на празнувањето на денот на мајката, наспроти денот на жената. Зошто? Има ли некоја посебна причина? Како вие го доживувате овој ден, 8 март? Вака, 90% во светот, не само кај нас, значи 90% во светот го празнува денот на мајката. Денот на мајката е секоја втора недела, недела во месец мај. Тогаш на жената треба да ја содаде признанието за тоа што таа на еден начин да ја се признае за незината мокиност, за тоа што, како што рекол во почетокот, го продолжува животот. Тој празник се празнува во светот и воопшто да не зборам сега во Европа, а ова што сега, не сега, со години постои тоа помодарство славење на 8 март, јас да ви кажам лично од моје искуство, тоа ниту го поддржувам, ниту како жена ми одговара, затоа што некој на 8 март ќе дојде да ми даде ружа. Или не е битно кој каков поклон, кој колку што сака. Јас сум жена 60 години. Значи денот на жената да го славим. Зошто? Кој ја не се родив вчера, значи јас се родив пред 60 години. А денот на мајката, јас го доживеав пред 20 и скоро 4 години кога ја родив мојата ќерка. Значи нешто друго. Значи јас продолжувам еден живот. А со тоа што јас еве денеска е ден 8 март, па ние денеска мораме да одиме, еве гледаме сите на социјалните мрежи. Кој во Бугарија, кој во Србија, кој во ова кафана, кој во она кафана. Ги оставаме врските на сопругите, на свекрвите, на било кој тамо, не е битно. Ги занемаруваме своите обврски и ние мораме да одиме од тие 8 март. Зошто? Така, веројатно погрешно го протолкуваат денешните жени овој ден или како тие што го нарекуваат празник, сепак е поврзан со еден историски момент кога жените марширале токму да го кренат својот глас за да ги остварат своите права. А дали тоа што денеска го работат, се впрочем нивните прави, она за што се бореле, тоа е веќе дискутабилно прашање, да. така. Значи тие не се денеска не ги прославуваат они своите права, него денеска тие кои што се на режиски работни места, тие кои што може да ги напуштат своите работни места, тие кои што белденечат, тие може да одат по кафани и по ресторани. А работничката, мајка е на работното место. А за тоа работно место и за правата кои што треба да ги има на работа, токму за тоа е била целата иницијатива, затоа е била борбата, затоа е бил маршот. Ги измешавме работите тука. Ама ние жените, ние сме тоа зло без кој што не би можел да биде светот така, нели, како што вела сад да ми се налјути некој. Меѓутоа ние си измисли, знаеш 8 март, па ја морам да купам чевли, па да купам фустан, па ќе одам таму, па ќе одам ваму, ние ќе одиме другарките таму или ние ќе правиме некои други. Требаше да се задржи символиката на тој ден. Се знае многу убаво што е 8 март, што е ден на мајката, а што денешните жени слават. Кои се тие права кои што еве ние ги сега прославуваме, кои што некои биле на пример во Траки и ги гледаме како се бањаат во базените? Која порака ја праќаме? Дали жените заслужуваат повеќе од 1 или 2 дена во годината да бидат почитувани? Впрочем, не само да им се даде значење токму на овој ден 8 март. Прво, жената треба да биде жена на свое место. Треба да биде домаќинка. Треба да биде мајка. Треба да биде работничка. Значи да донесува дома плата, да привредува, да донесува дома средства како би можела фамилијата нормално да екзистира. На жената и треба можеби внимание кога е изморена, кога е болна, кога има проблеми. А тоа може да го пружи само лицето кое што живее со неа. Значи, јас сум против насилието, меѓутоа жената треба да биде почитувана од оние со кого што живее, а и жената треба да се прилагоди кон средината во која што е. Јас мислам дека жената има доволно љубов. Со тоа кажуваат денешните бракови, браковите со столетијата назад, значи тоа докажуваат браковите, формирање на семејствата, затоа што некој ако нема љубов не може да створи семејство. Мислам дека некои работи треба да се подредат на жената и треба внимание. Какво внимание? Па јас мислам дека секоја жена е свесна веќе кога се мажиш, кога влеваш во ситуација да склопиш брак, да ствара, кои се твоите обврски?
Жената е столбот на куќата. Ние, например, имаме еден многу убав традицијски обичај. За Божик се врзуваат трите нози од асталот. И се става слама. А четвртиот останува слободен. Тоа е столбот на куќата. Значи, жената е таа што ќе дозволи да се влезе внатре. Жената е таа која што ја одржува куќата. Значи, мажот треба да биде добро пречекан, добро среден, жената треба да ги исполнува своите обврски како секоја жена, како секоја мајка, ама таа е столбот на куќата. Не е жена таа кој што ја денеска ги гледам, сега ќе ми се налютат, ама ако оди ова во програмата, нека ме слушат. Не е жена таа ако се бале во 10 сати на фризер, до 12 низ бутици, со фризурите, таа нема време за куќа. Тоа ли е жена, ако денеска одиме ручеко да ни од кафана, помошнички да ни носа дома. Едно време, кога јас почнав, например, да работам во Астибо, жените во 5 саатот, река народ, жени, тогаш бевме 4000 вработени во Астибо, реки народ, одевме на работа, немавме превоз. Од работа се враќавме дома. Куќа, деца, обврски, имаше везење, плетење, жената стасуваше се. Денеска некако, никако за ништо не можеме да завршиме работа. Икс жени од нашите жени, кои што јас ги знам во моето обкружување, не се имале свекор, свекрва, комшија, мајка, баба, стрина, која што може да ја помага. Жените се биле храбри, ги завршувале најголемите работи. Истото се случуваше кога добивме превози. Па почнавме да одиме со автобуси, па децата ги носевме со нас во градинката на Астибо. Тоа е еден процес кој што жената треба да го заврши. Жената треба кој ќе дојде дома да си го спастри семејството, треба да обрне внимание на своето дете, да кажам, од совето до сите воопшто потреби кои што ги имаат децата. Жената треба како жена да се постави на крајот, кога сето тоа се завршува, треба да биде и жена на својот сопруг. Така, ваше мислење, можат ли мажите да го сносат цијат овој товар на времето, онака како што со генерација го носат самите жени? Па не може штипенки да се пожалат дека мажите не го сносат теретот, затоа што очигледно е и колку можам и да и колку сум низ градот, значи ги гледам мажите пазарат. Жените, денешните жени, дали од вештачките ногти не може да носат кесиња, мажите пазарат. Мажите донесуваат. Јас имам пример мажи што готват. Имам пример што е потешко, мажот работи. Мажите цепат дрва. Жените тоа не го работат. Секој час на некои екстремни случаи, меѓутоа тоа е целата работа. Мажот единствено што не може, тоа е што не може да го направи жената. Тоа што го прави жената не може да го направи мажот, а тоа е да роди дете. А инаку, нашите штипски жени, јас зборам за Штип, за другите не знам. Во Наводица има и за таквите мажи. Да, значи мажите има, какви мажи има и то ги крстиле пратеници, не дека се пратеници, они се прекрасни извршители, затоа што он веќе знае каде е прашокот поевтин, кој леп е денеска, потопол или поубав, или кој е повкусен, он мора да донесе дома денеска леп. Значи имаме некои жени кои што се повеќе еманципирани од оно што може би требало да биде, или остварување на повеќе слободи и права до она што други ги уживаат или. Јулијана Душо, тоа не е еманципација за мене. Ако жената живее на таков начин и своите обврски ги префрла на друг, тоа не е еманципација. Денеска парите ги дестурија жените. Денеска, едно време, дадов пример, одевме пешки до Астибо, например, јас од Кулите под Бриони, до Астибо идев пешки на работа, од Астибо се враќав пешки на работа. Имаше една хармонија, тамо цело мало од Кулите изгледавме, не цело, ама да речем, може би 20-30 жени, и одевме во Астибо. И се дома функционираше најнормално. Денешните жени возат без николи. Денешните жени фризерници полни, 10 сат, сите се чешла, сите се суметоци, секој ден други чевли, други костуми, златото на нејзе, годишни одмори, летаат со авиони. Тоа е еманципација? Не. Може би така ја замислувале еманципација. Да, една има речено, вика, па на некого му било предодредено да лета со авиона, на некој да брише прашина. Ама таа што брише прашина се осеќа како жена, ама не знам таа со авионот, дали еден ден нема да застане на тоа место. Така да не направиме една
непотребна селекција, сепак има Неправна вредни селекција. жени, Има. вредни жени Има. кои што се успешни менаџери, Прекрасни. собственици, ги имаме Да. во јавниот сектор, во Да. невладиниот сектор, ги имаме во болниците, во здравството, Имаме. во образовниот систем, сепак кој е вреден ќе работи и ќе стаса се. Па вака, да ви кажам, ние имаме вредни жени. Да. Има жени на кои што можам да им се поклонам. Им се кланjam. Да не ги броам. Они сами си се знаат. Еве, ако ја гледат емисијата, ќе знаат. На кого е упатено ово? Имаме ние прекрасни бизнисменки. Јас им се дивам. Тие се по цел ден во погонот меѓу вработените. Тие се меѓу вработените и ги имаме ние, например, многу прекрасни жени кои што соживуваат со вработените. Не сакам да именувам жената. Огромен респект за нејзе. Која што им помага на своите вработени, дали материјална помош, дали со добри совети. Имаме ситуации каде што меѓутоа друга ми беше поентата. Тие жени ги нема низ градот. Тие немаат време, тие се дадени на својата работа, на својот бизнис. Тие кроат како да живеат. Нивниот живот има еден шаблон и во тој шаблон се вклопуваат по 100, 200, 300 вработени луѓе и тие жени, јас на тие жени им симнувам капа затоа што до последниот ден одат, работат, стварат и, фала Богу, се вклопуваат во ово друштво, мада многу е тешко за да можеш да обстанеш, затоа што имаме новопечени, новокомпонирани, некои плейбек направени бизнисмени кои што, например, не се добри за ово општество, штетни се. Тука доваѓаат и до многу лоши работи кои што се случуваат, каде е мобингот од на жените газдарици кои што го вршат врз жените, врз вработените. Тука се има и многу лоши ситуации кои што воопшто не се пријатни за општеството. Колку наши жени, еве, да кажам, јас ќе да им го честитам празникот затоа што веќе е влезено во мода. Ама колку наши жени трпат мобинг од жени кои што се на работни места, мислејќи дека еве јас имам функција па можам да направам се. Таа тема е толку горлива и толку болна, а еве за парче леп се оди, за жал, секој оди денеска за да работи, да спечели и да се врати дома. Дали ќе биде изморен или одморен или каков ќе се врати, тоа е веќе нешто друго. Меѓутоа, треба да му се дозволи кој ќе дојде во својата животна средина да продолжи да функционира, затоа што после завршувањето на работното време не завршува светот на жената. Жената и понатаму жена. И мислам дека некои работи треба, ама не сум за. Секако една од потешките задачи можеби на жената, иако да речам голема чест да се биде родител, е воспитувањето на децата. Колку жената може да се снајде во оваа улога и колку може по некој пат или е тешко да се биде родител, да се воспита и да се изведе едно дете на прав пат, бидејќи знаеме дека барем кај не се уште во оваа средина воспитувањето на децата е токму товар на самите мајки и на жени. Времењата се менуваат, меѓутоа треба да сме понекогаш свесни за или пак да ги превенираме опасностите кои што може да се случат. Се работи за млад човечки живот, се работи за едни норми и обичаи, за испочитување на традицијата. Значи, жената е ставена во улога да направи еден продукт од своето дете кое што ќе ги има сите одлики и нишани на една личност која понатаму ќе биде вреднувана по многу квалитети. Па јас мислам дека не постои човек на светот кој што му сака лошо на своето дете. Значи, без разлика на интелектуалната способност или образованост или не знам како да кажам, на родителот, секој родител знае да му каже на своето дете што е добро или што е лошо. Мислам дека денешното темпо на живот ги растори децата. Денешните кафичи кои што работат до ниедно време. А денешните излегувања после 10-11 часови задржување до 3-4 часот наутро. Мислам дека темпото на животот ги растори децата. Луѓето се борат. Пак ќе кажам, не е битно дека ти, дали родителот треба да има факултет за да му каже на детето, ама знаеш сине, тоа е лошо. Дрогата ни живее на секој чекор. Тоа е многу страшно. Да не збориме за полните болести. И тоа е многу страшно. Секој родител му е рекол на детето свое: "Немој сине, тоа не е убаво, сине, ти треба вака", без разлика колкави животни и работни обврски има. Значи, секој го советува своето дете
каде да оди за да не падне. Меѓутоа, самото друштво, ние станавме, не дека сме лоши, ама не знам да кажам у која класа на луѓе ние треба да спаднем. Веќе кај нас нема љубов, нема почитување, се растурија тие фамилиарните врски, се растураат некои работи кои што треба да се негуваат. Тука кога сето тоа би бил, тој склоп би функционирал, мислам дека нешто ќе се случи и друго, да децата кон друго да го свртат. Овие социјалните мрежи исто може да се видат секакви работи. Родителите немаат контрола на тоа, зошто немаат? Затоа што на најмалото дете си игра детето с айфонче, оно може да се отвори каде сака. Децата си имат таблети, компјутери, таму да не бројам кога се техника, и децата се денеска толку напредни да може да отвори каде сака и што сака и да го види тоа што родителот му го брани и нема да го направи пред тебе. Друго, во образованието се работи, се збори. Меѓутоа, колку тоа воопшто може да се спроведе и колку тоа се спроведува во животот, се доказ на некои работи кои што ги гледаме, кои што воопшто не се ни пријатни. Само да ги спомнам ХИВ случаите во Штип што ги имаме, кои што само кој ќе се спомне некој дека е ХИВ позитивен, значи треба да се исплашиме веќе на колку луѓе тоа разделено и како се, што се е случило. Да кажеме за дрогата која што подобро денеска можеш многу полесно да купиш дрога отколку цигари во трафик. Тука отворим бизнис, кој што бизнис не можеш колку и да го заштитуваш своето дете кој ќе излезе на улицата ќе го преваспита. Ниту еден родител на своето дете, мислам барем, нема таков родител што ќе му каже на неговото дете: па сине, оди. Па зашто да не се дрогираш? Сите се дрогира сите и не. Мислам дека родителите работат и советуваат и прават, меѓутоа улицата, друштвото ги растура децата. Така, што може да би исполни една жена, таа да биде една комплетна личност, да биде сакана, почитувана, да има повеќе елан да работи, да твори, да придонесува за развој на заедницата, секако и она најважното, да биде сакана и почитувана од своите деца. Има жени на кои тоа им успева. Која е формулата според вас? Ако мене питате за мојата формула, јас ќе ви кажам. Јас сум среќна жена. Јас за толку години брак немам еден лош збор. Сум се поставила како жена, како домаќинка. Значи, се знае што треба да биде. Да кажам, до пред неколку години работев и јас од 7 до 3 идев, па носев дете, па градинка, сето тоа, па трчи дома, па ручекот, па детето, па спремаш ручек за утре, сето тоа. Јас од првиот ден се имам поставено како домаќинка. Мене не ми е битно дали денеска косата ми е на десно или на лево, јас само гледам да сум чиста, да сум испрана, да ми е чисто, да ми е уредно, да ми е нарането семејството. Мене кафани и ресторани, јас можам и да излезам и може некој да ме сретне низ градот и како седам или еве пиеме кафе или било што, меѓутоа не толку како што некој друг може да се види. Јас сум предодредена кон моето семејство. Кога секој би се предодредил кон своето семејство, а некои своји хирови би ги ставил на страна, мислам дека жената ќе биде испочитувана до максимум, затоа што можам капа да им симнам некои екстреми кои што покрај сето што е добро прават лошо, меѓутоа тоа се екстремни случаи. А жената во секој случај треба да се постави како жена, како мајка, како домаќинка. А еден маж кој ќе биде пречекан со ручек, со, да кажеме, по штипски благо, маж кој ќе легне во чиста постелина, кој ќе му биде се средено, сабајле кој ќе му бидат панталоните испеглани, кошулата средена, тешко дека ќе може да направи нешто што не би било пријатно ниту за неа, ниту за него. Мислам дека жената треба да си остане на нивото жена. Затоа е Господ поставил да биде жена, инаку ќе сме биле нешто друго. Некој сурогат. А велат дека позади секоја успешна жена стои маж и обратно. Колку вие имавте поддршка од вашиот сопруг, сето ова што го зборувавме и сите оние активности кои што ги преземавте, ги реализиравте во сите овие изминати години. Мажот ми да не беше тој, ќе можевте ли да успеете во тоа? На мажот ми можеби треба едно признание да му се одаде, затоа што дали за било која друга, секоја активност што имам правено, сето тоа е поминувало низ мојата куќа.
И кога се подига мојот адреналин и кога се нервирам дали нешто ќе може или нема да може, како ќе го направим, ова ќе биде, еве, сега има месец дена на трк и узбуни, како ќе биде нешто да се изреализира, сето поминува преку него. Меѓутоа, мојот маж не е запоставен. Јас не ја палам колата и јас одам. Не, јас сум тука со него и може, ако треба да му дадам признање, треба нему да му го дадат затоа што е стрплив, коректен и пак ќе кажам за 30 години јас немам еден лош збор, ама мене некој ме е воспитал така, дека кога реков ќе се мажам, века тоа е твој избор. Од денеска тоа е твој живот. И до тука све застана. Се е лесно кога се има разбирање и така. кога постои компромис помеѓу Апсолутно. мажот и жените. Ми беше задоволство што ми бевте гостинка на Еве. Ваков посебен ден. Ви благодарам за учеството во емисијата и ви посакувам се најдобро. Јас не знав колку бев добар соговорник, меѓутоа го кажав оно што го осеќам. Не лжев, без лажни стиди предрасуди, го кажав тоа што го осеќам, ги кажав и они работи со кои што не се слагам. Меѓутоа, го ценам величенството жена, сакам да видам убава жена, сакам да видам домакинка, сакам некој рецепт, сакам многу работи. И само да ни даде Господ здравие и се што имам зацртано во животот да ми помине вака како што е било до сега, па дали и колку ќе биде понатаму од овие 60 години, не знам. А јас сум горда што сум јас, горда сум што сум Долорес, горда сум што многу работи имам направено кои што мене ме хранат. Јас сум како некоја амеба која што се храни со некои туги тела во смисол со туѓа храна затоа што тоа ми го продолжува векот, покрај сите мои животни проблеми, болести, предизвици, јас уште цврсто стоам на нози, мада не сум толку цврста, јас сум голема кукавица. Меѓутоа, пред да ви се заблагодарам за гостувањето, ќе ви дадам едно срценце од нашата заедница, да кажем, Еве со Кроација, и ќе ви дадам едно кршче. Ова пред 10 дена нашиот свештеник го има донесено токму од Рим, каде беше една светска конференција на сите свештеници поради моменталната ситуација во светот која што воопшто не е добра и повикувањето на папата да се спојат двете цркви, православната и католичката, имаше направено еден голем состанок, еден собир, каде што папата, мислам тамо неговите вработени, имат поделено кршчиња да се поделат на верниците, а јас ова ќе го дадам дали како верник или како на човек, крст е крст, а Исус е еден. Така. Ви благодарам. Значи, господја Долорес, ви благодарам за учеството во емисијата. Се надевам дека ќе имаме уште многу прилики да ни бидете гостин токму во студиото на Ирис телевизија. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Секое добро, имајте убава вечер, прославете го денот на жената онака како што треба, а оние кои што ќе останат дома, нека останат покрај ТВ екраните и нека следат програмата на Ирис телевизија. Довидување.